Благодарам, почитувана председателка на Комората за приватно обезбедување, почитуван градоначалник Богдановиќ, уважени професори, драги пријатели, почитувани колеги, дами и господа. Безбедноста представува сложена и комплексна материја и основен елемент е создавање и одржувањето на сигурноста, создавање на поволен амбиент за реализирање на секојдневните обврски и задачи на граѓаните, создавање на чувство на заштитеност на индивидуалниот субјективитет и имотот и вредностите на секој поединечно. Органите за спроведување на законите преземаат соодветни мерки и активности согласно законската регулатива, но и согласно искуствено поставените процедури. Процедурите и активностите се стандардизираат, унапредуваат, обогатуваат секојдневно, но факт е дека оние кои имаат намера да ја загрозат безбедноста на граѓаните и благосостојбата на нивниот имот, исто така унапредуваат начините на делување и ги користат техничко-технолошките достигнувања. Во вакви ситуации, како стратешки начин на постапување, се наметнува воспоставувањето на партнерски однос на службите за спроведување на законите со граѓаните. Таквиот сојуз, доколку се обмисли и реализира во соодветни рамки, дава сигурни резултати. За таков однос на соработка потребно е да се има разбирање, трпеливост, заеднички настап, градење на култура на создавање и практицирање безбедност. Концептот, содржан во актуелниот проект за случај на безбедносна култура, има допирни точки со многу други слични концепти, кои истовремено може да се земат и како теоретски извод. Целта на безбедносната култура е да ја осмисли, припреми и овозможи реализацијата на безбедноста на поединецот, заедницата, да не се случи безбедносен пропуст на некоја безбедносна закана од една страна и сите актери да се обучат за да ги искористат сите своји можности за развој и напредок од друга страна. За да се постигне посакуванава поволна безбедносна состојба. Меѓу другото, неопходно е да се шири безбедносната свест и одговорност на индивидуално, државно и глобално ниво, и тоа како константна активност и дейност. Безбедносната култура од современ аспект се однесува на начин на кој се развиваат одредени идеи за безбедносниот поредок и структури, како и за тоа што го имаме забележено како опасност по нашите животи и закани за нашите вредности, а истовремено и наша најочигледна одбрана на нив. Безбедносната култура учествува во формирање на она што е драгоцено за сите нас. Таа ги регулира нашите морални, економски и политички приоритети. Согласно со тоа, за поединци, групи или општество кои располагаат со развивање на вештини и знаења, кои се однесуваат на методи и форми на загрозување на општествените и личните вредности и можноста за нивната заштита, а кои се на соодветен начин пренесени и напредени, може да се констатира дека има развиена безбедносна култура. Со градењето и подигнувањето на безбедносната култура се постигнува ефект на блиска комуникација помеѓу граѓаните, потенцијални жртви и органи за спроведувањето на законите. Активностите се доста обемни. Се бара голема концентрација, енергија, координација, размена на информации и сознание. Таквиот пристап е вообичаена дејност на луѓето кои ја планираат, насочуваат и контролираат целата активност, но најтешкиот дел од работата е на терен. На само место каде треба да се применат сите планирани действија на соодветен начин, во многу специфични ситуации, кои не можат да се предвидат или да се планираат форми. Таквиот настап бара доста подготвителни елементи од психичка стабилност до физичка подготвеност, во правец на проактивен и реактивен настап, доколку се јави потреба за тоа. Од неодамна, современиот и динамичен начин на живот, наметна потреба и се поголем број граѓани стануваат се посвесни дека и тие треба да дадат соодветен придонес за оневозможувањето или оттежнување на потенцијалните сторители на кривични дела за реализација на нивните цели преку преземање на различни действија на превентивен план. Во таа функција ценам дека и денешниот промовиран проект да се зајакнат свеста, безбедносната култура, да се потикнат граѓаните во содейство со органите за спроведување на законите,
Комората за приватно обезбедување, академската заедница, во содейство со граѓаните како единствена сила која може да идентификува, реализира и оневозможи безбедносни закани и ризици да се спроведуваат со голема лагодност. Преку инициирање на ваков проект, кој е обмислен да преку користење на услуги на еминентни теоретичари и практичари кои се подготвени да работат и да пренесуваат искуства, вештини и знаење, ќе се работи на подигнување на безбедносната култура и создавање на чувство на сигурност кај граѓаните. Пред се, за да може успешно да се реализираат ваквите замисли, потребен е напор и поддршка на ваквите иницијативи, кои за волја на вистината од страна на МВР се спроведувани во долг временски период, а сега се надоградува и обогатува со придонесот на Комората, кои очигледно навремено ги препознаваат потребите и даваат иницијатива за изготвување на соодветен пристап на граѓаните. Се надевам и очекувам позитивен фидбек од сите вас овде присутни во реализацијата на овој проект. Исто така очекувам во функција на зголемена безбедност, како општа, така и посебна, да ги пренесете вашите импресии од оваа промоција, да понесете позитивен дух и да дадете насоки на вашите вработени, кои реализираат автентични работни задачи, да го поддржат проектот, да се здобијат со дополнителни сознанија и притол да ги пренесуваат на другите граѓани преку комуникација која ќе се реализира во помошниот период. Посебно сакам да се заблагодарам на Комората, на градот Скопје, на општината или на општините кои што препознаваат дека е многу потребно да се работи на превенцијата, а воедно да се заблагодарам и на медиумите и да ги повикам ова наша кампања, ова наша промоција да биде многу почесто дел од нивните извештаи, затоа што сите заедно сме